Dobro, ova slika, karikatura, što je da je, така хумористично ја представуват современата реалност во која луѓето сака да се постават популарното во ситуација на жртва, дека се личности кои биле травматизирани, не биле праведно, не биле фер третирани. И обично како ситуација која се користи за да се представи својата фрустрација, оправда, така да кажеме, да се представат луѓето како жртви, травматизирани, е семејната средина. И на оваа карикатура, гледате, од банерот, тоа некоја годишна конференција или конвенција на возрастни деца кои живееле во нормални семејства со нормални родители. И на конференцијата има дури двајца присутни. Со други зборови, денес не можеш да најдеш човек кој ќе каже, јас живеев во нормално семејство. Не, јас бев жртва на нефункционално семејство. Јас сум жртва. Денес е популарно луѓето да се представуваат како жртви. Зашто така се ги оправдуваат своите постапки. Не сум јас виновен. Други се виновни за моето поведение, другите се виновни затоа што јас сум таков каков што сум. И во црквите го има тоа, меѓу другото. Црквите се полни со маченици денес, современи маченици. Маченици бидејќи постојано се изложени на нефер, неправеден третман од другите. Пасторите се жалат дека за нивната грижа, посветеност, не се ценети од заедницата, луѓето во црквите, обичните верници се жалат дека и они не се третирани или пак се предмет на манипулација, на измами од своите водачи и така натаму. И има еден миза, вчера ми се појави, меѓу другото, не беше те од проповедта, но го вклучив, еден текст на социјалните мрежи, објавен од еден пастор кој е така, исто жртва се чувства на односот на луѓе на кои многу се посветил тој неговото семејство, и ќе го прочитам дел, бидејќи е типичен пример на нешто во кое сите може да се препознаеме. Тоа сме сите ние. Вели вака, сите што замина од нашиот живот деля исти карактеристики. Немаа опит во животот, ниту цел, но им помагавме да ги тргнат граница, се охрабрат, многу време посветувавме, ние си кративме од времето на нашите деца, но не го ценеа тоа. Немаа пари, живее ограничено, ние им дававме пари, помагавме, нема хармонија дома, ние ги почитувавме, ги прифаќавме, нема образование, па ги мотивиравме и помагавме да учат школу, некои магистрираа, но пак си останаа пишува прости, завидливи, неблагодарни и бесни. Не видновме, но можеби не сакавме да поруваме дека тие првите кои се сврте против нас и денес го прават тоа, најцрно зборуваат како најлошо сме им направиле, беа тивки кога примаат добрини, пари, подароци, а сега гласно не посрамотуваат, велејќи дека нивните пари сме ги земале. И така си остана неблагодарни, бедни во душата, непросветлени и да. Во исто време па многу луѓе ги пишуваат работите за истата личност. Колку па тој е неблагодарен за тоа што тие служеле и помагале и како биле манипулирани и крадени и така во еден круг. Секој е жртва на другите. Зошто е така? Зошто сме во свет во кој читаме и на социјалните мрежи обично гледаме тажење, негодување за третманот што го искусиле. Јас не сум сретнал досега, може вие се сретнале некој да напише јас бев многу неправеден, јас бев многу нефер, јас многу наштетив. Обично пишуваме колку сме неправедно третирани, жртви сме на однесувањето на другите, на нефер, неправеден третман. Имаме трауми од другите. И денес тоа станува цела наука. Жртвата или лекувањето на личноста од
тие трауми како жртва. И има семинари, книги и обично пристапот е како да си помогнеш себе си, тоа само помагање, self-helping, како да се вреднуваш себе си, како да се ослободуваш од вината што некој ти е натоварил неправедно, срамот што се натрупал поради тој однос кон тебе. И има еден човек, Џон Бредшо, тоа е гуруто во таа област, книги има напишано за сите видови трауми, дури и тоа како да се ослободиш од, да излезеш од траумата што се искусил поради неуспешна романтична врска. Си имал романтична врска, не успеала и сега ти си во големи стресови, трауми и како од тоа да излезеш. И тој вели дека 97% од луѓето, тврди така, произлегуваат од нефункционални семејства, т.е. 97% од луѓето имаат потреба од неговата помош и од неговите книги и неговите семинари. Сите сме негови пациенти. Ако сме овде дека 30 на души, 0,8 од нас луѓе, неполн човек е нефункционален всушност, бидејќи произлегува од нефункционална средина. И знаете што е во сето тоа проблемот? Сето тоа така се гради како едно оправдание за однесувањето. Секој вид проблем што јас го имам, го препишувам, некако вината ја препишувам на друг. Си го оправдувам моето поведение. Дури веќе и се гради систем, правен систем во кој се ослободуваат од вина луѓе за кои ги се утврдат дека делото го направиле бидејќи некогаш биле жртви. Има такови судски случаи, реални, во кои, например, двајца браќа кои се биле возрастни веќе, не биле деца, со пушка ги убиле своите родители, зашто како деца биле малтретирани од своите родители и на крајот не се осудени. И големиот проблем сето тоа и социолозите го признаваат, дури атеисти социолози. Има еден човек, Френк Питман, кој вака вели за оваа ситуација. Популарната тенденција на оние кои велат дека се жртви на несовршеното родителство, поради што се повикуваат на доживотна неодговорност за своите постапки, најмногу им штети на вистинското страдање. Зашто се банализира страдањето воопшто. Знаете ли што денес ние сакаме да ги зачуваме децата од било какво страдање, од било какви стресови, трауми, да немаат, да не видат некакво нешто страшно во животот. Ке ги држиме настрана од непријатните ситуации. И денес имаме травматизирани деца по секој основ, чувајќи ги настрана од се. И денес навистина децата, повикувајќи се, или човекот повикувајќи се на тој синдром јас сум жртва, го губиме и релативизираме навистина, го релативизираме страдањето. Зашто голем дел од оние кои што се жалат дека се жртви и страдаат, не знаат што е навистина страдање. Зашто има луѓе кои се на деца, кои се навистина страдалници и кои навистина се жртви. И многу такви истории познаваме. И бидејќи веќе сите сме жртви, не можеме да го посветиме и го банализираме страдањето на оние кои навистина имаат проблем со нивните реални проблеми. Но дури, еве, да кажеме дека навистина, еве, од црквата сте биле жртва на неправилен третман. Било како пастор од другите или пак некој човек. Дали е тоа причина, дали е тоа аргумент, да кажеме сега, не ме интересираат веќе црквите. И аз бев неправилно третиран. Зашто има такви луѓе кои искусиле неправилен третман и сега повеќе не ги сакат црковните собирања или припадност кон црква. Кој е начинот, имаме ли правото, погледнато од библиска перспектива, да имаме претензии кон нешто повеќе? Кој е библискиот однос
во таквите ситуации. Да, живееме во нефер општество, живееме во неправедно општество и ќе бидеме третирани неправедно. И како да излеземе, како да се извлечеме, како да се справиме, како да реагираме на таа ситуација. Дали, да, нашето општество велат е многу неправедно, нема правда велат. Правниот систем не функционира. Да, има политички пристрасности, тоест политичка дискриминација, идеолошка. Ако си од една партија, а другата е на власт, нема да добиеш работа. Ако не си од малцинството, нели, денес има позитивна дискриминација, они од малцинството имат повеќе права од мнозинството и кукаат. Ние од мнозинството кукаме. Да, такво е денешното општество. Можеби не си бил во семејство како што биле други, со услови за живење и така натаму. Како треба еден христијанин да реагира? И зошто обично не реагираме правилно? Како да се справиме со таа ситуација? И сега, овдека пак ќе предупредам. Има постап, има третмани, има односи кои со закон дори се забранети. Да, никој ако е физички малтретиран, ако е сексуално малтретиран, да, тука се има закон, закон тоа не го дозвола. И тука се преминува законската заштита. Не збориме за такви ситуации. Говориме за ситуации во кои ние се гледаме како жртва во животот, како субјекти на нефер третман во општеството, во црквата или насекаде. Кои се техниките на решавање на проблемите? Знаете дека светот денес многу ја користи таа ситуација и нуди такви техники кои обично велат личностите кои поминали с травма имат сега потреба да бидат да вреднувани сами, да се вреднуваат, да се сакат, да стекнат доверба. И так и во таа насока се семинарите кои се држат, книгите кои се пишуваат. Не. Дури велат таква личност има право и на Бог да му се налути. Дури и во цркви велат. Едноставно, бидејќи Бог те поставил таа ситуација, ќе се свртиш и ќе речеш да мразам и сфрли го гневот кон Бог. Зашто Бог е добар. И на крајот, знаете, Бог е како, нели, добриот родител, детето ќе се налути, ќе се фрли, ќе почне да го удира по нозете родителот и ти на крајот пак ќе го гушташ, кажеш добро, во ред, и сфрли го гневот. И ние тоа може да го правиме кон Бог. Не? Тоа е техниката, современата техника. Или ако некој лично се вопрашен твојот брат, земе перницата, замисли си, представи се како тоа е твојот брат и почне да удираш по него и така излеси го гневот. Такви техники се нудат дури и во црквите. Или па, повторувај си колку си добар, дека ти си најпрекрасниот, зашто тебе ти фали самодовербата. Повторувај си дека нема подобар од тебе. И цело време убедувај се дека ти си најдобар. Меѓу другото, истата таа личност која го има објавено, нели, незадоволството тоа на социјалната мрежа, неодамно имал семинар на таа тема. Еве што христијаните, некои поголемите од христијани, како помош нудат во тие ситуации. Семинарот бил на тема детоксикација на верувањата. Знаеш, звучи многу филозофски. Како да ги исчистиш од отров верувањата. И во поканата или во краткиот увод кон семинарот еве што пишува. Знаеш зашто луѓето се лоши со тебе и не те почитуваат? Бидејќи кога сам не се почитуваш, кога немаш добар третман кон себе, за својата добросостојба, тогаш и другите нема да те почитуваат и нема да работат за твое добро. Ти треба прво да се почитуваш и потоа продолжува. Како би можел некој да те гледа успешно, да верува дека ти си добар работник и така натаму, ако ти се третираш како да си немокен и непријател. И она така, како заклучокот, неопходно е да ја промениш сликата за себе. Да разбереш дека Бог верува во тебе и во твојата животна реализација. Ајде, најдете ми едно место во Библијата каде што има такво учење дека Бог верува во нас и во нашата реализација и дека ние треба да се веруваме во себе. Не, напротив. И од тука е таа егоцентричност, таа свртеност кон себе произлегува сите останати симптоми што ги гледам, проблеми со
тој синдром жртва. Сите тргнуваме од себе си. Нас не вреднуваат, затоа јас ке се вреднувам. И кога јас ке се вреднувам, ке ги убедувам другите дека треба да ме вреднуваат. Многу се, безбројни се тие решенија кои ги нуди светот и се надвор од Бог. Прво ти треба да си веруваш на себе, за Бог да ти помогне. Не, Словото вели дека ние сме слаби, немокни. И колку сме повеќе слаби, и колку повеќе признаваме, повеќе благодат доаѓа во нас. Павле вели, кога сум слаб, сум најсилен. Зашто тогаш најмногу се надевам на Бог. Зашто во мојата слабост се покажува преизобилно Божјата благодат. Ова е уводот, контекстот, кој ќе го разгледаме, во кој што Павле многу неприфатливо за денешниот хуманистички свет. На едни луѓе кои се многу безправени, им вели, да, вие сте под јарем и станавте христијани, и сега како христијани кои понатаму сте под јарем, уште повеќе работите. И уште повеќе ги задоволувате вашите господари. И уште повеќе ги почитувате вашите деспоти. Нема да се жалите, нема да негодувате, напротив, уште повеќе ги работите. Ако еден роб не работел, не знам кој работел. И Павле им вели, уште повеќе ги работите. Зашто има нешто поважно во вашиот живот. Има нешто поважно од вашата гордост, вашата суета, вашите права, фер третманот кон вас, има нешто што е многу повеќе и поважно од тоа. Тоа што е многу повеќе и поважно од вашето мислене за себе и вашата грижа за себе, тоа ќе ви даде вистинска смисла на животот и во нефер третманите, во нефер свет, ќе ви даде вистинска слобода. Ќе ви даде вистинска вредност, ќе ви даде вистинско прифаќање. Ајде да видиме светот на Павле. Светот на Павле е поделен на деспоти и робови. Во таков свет. Нема друга социјална група, само две групи има. И Павле тука ги употреба зборовите дулос и деспотес. Дулос значи окован, врзан. Тоа е значењето на зборот дулос. Некој кој што е врзан, нема никаква слобода, нема никакви права. Робовите во тоа време се собственост на господарите кои се деспотес. Деспоти. И Павле тука пишува, они кои се наоѓаат под јарем, на кого? На деспотите. Нека ги сметаат своите деспоти достојни за секаква почест. Деспотите. Знаете што е деспот? Човек што има апсолутни права. Секаква власт над тебе. Може да прави што сака. Бог е наречен деспотес во Новиот Завет. Бидејќи Бог е суверен. Тој има секаква власт над вас. Робовите, сега ако го збориме за робовладетелско општество, тоа не е исто од робството во 18-19 век. Да ви кажам, робството во 18-19 век е многу понехумано од робството во древноста. Зашто во тоа време и е за жал, робството во 18-19 век во Западна Европа, во Америка и во христијанска култура. Христијаните се деспотите, кои многу посурово се однесуваат кон расните робови, таму, за разлика од древност, каде што робството е социјална категорија, не е етничка, не е расна. Робството во 18-19 век е на расна основа. Црнците од Африка се ги покоруваат како робови. И бидејќи е во христијанска средина и меѓу другото, христијани кои според нас имаат најдобра теологија и исповед на вера, си додаваат кон својот учење дека црнците се деца на сатаната и затоа можеме да ги третираме како животни. И се третирани дури и посурово од животните, зашто Господарот, кој оди на црква и се моли на Бог, повеќе си го ценел конјот и го
и го хранел, се грижил, дури имал се фалял со своите коњи, колку се добро негувани, и над пребари одал со своите коњи, за разлика од робовите, зашто тие се пониско дури и од животните. Но во древноста е поинака тоа е социјална категорија. Имаме господари, кои се богати, кои можат да имат робови и да ги хранат. А робовите се како имот. Може да го продаде во секој момент својот роб. Господарот решава колку ќе работи робот, колку ќе има слободно време, колку ќе му дава храна, колку ќе се грижи за него, и бидејќи тие се, така да кажеме, како орудија за работа, неопходни, потребни за неговиот, за благосостојбата на господарот, на крајот за тоа служат робовите, имале грижа кон своите робови. Како, например, како што секој што си има свој дома алати, се грижи тие алати се во добра состојба, зашто му служат. Ако пишува на уредот дека не смее да го користи повеќе од толку часа, или ти ги следиш упатствата, зашто од тоа зависи нели колку ќе ти користи тоа уред. Така било односот и кон робовите, да се грижеле, ги хранеле, им давале одмор, зашто тоа потоа ќе им врати за благосостојбата материјалната на господарот. И на такви луѓе, кои немат никакви права во тоа општество, им го пишува оваа Павле, нели? Тие се подјарен, додава дури, не само што користи зборот дулос, кој значи окован, туку и додава подјарен. Знаете што е подјарен? Што е јарем? Јаремот е она во кој што се стават воловите. И што прави волот? Работи за господарот. Господарот го удира, го носи, го насочува, а тој влече. Работи за својот господар. Така ги представува Павле робовите, им вели, да, вие сте такви. Не го крие тоа, Павле. Вие кои сте во јарем, а јаремот е непријатна работа, ќе ги сметате за достојни вашите деспоти, оние кои што ве терат да работите за нив. И во древноста општеството било пола на пола, така велат историчарите, пола биле робови, пола биле господари. Една половина од општеството била целосно безправена, другата половина ги имала сите права. И што пишува Павле во овој текст? Значи, во посланието до Тимотеј стигнуваме се и до робовите. И робовите ги вклучува црква, зашто очигледно лажните учења се пренеле на сите луѓе, на сите категории, мажи, жени, робови, слободни, слушатели, старешини, па и еве и за робовите има што да напише. Павле, нешто многу корисно и за нас денес. Како тие треба да се однесуваат во една таква нефер, неправедна ситуација. И првото, и за да го сватиме, нели, ова што Павле го кажува, треба да сватиме општеството. Треба да сватиме што е овој свет. Зашто Павле им пишува една реалност, кога им вели нели, вам ви пишувам, вие што се подјарам. Тој открива на фактичка состојба, да, вие сте во таа категорија на луѓе во општеството кои се обесправени. Вие сте робовите, а има господари, деспоти. И тоа не го крие Павле, не ја украсува ситуацијата. Тој признава дека тие се подјарем. Не. Зашто едноставно овој свет е таков свет. Библијата не ја негира, не ја коригира, едноставно ја признава таа реалност на нефер или неправеден свет. Тие робови, таа половина од општеството, тие луѓе не биле робови бидејќи биле лоши, се родиле како лоши, а господарите биле господари зашто биле добри, заслужиле да бидат господари. Најголемиот дел од робовите се раѓале како роби, уште од бебе се раѓа како роб и цел живот живее како роб. Има остаци некој судбината да му се промени и да стане дори и тој слободен.
и дури да биде усиновен од некој добар господар. Меѓутоа тоа е ситуацијата. Не фер. Едноставно, тие се раѓаат како робови, а тие се раѓаат како господари. Живеат на еден имот. Нити едниот бил многу лош за да се роди како роб, нито па тој бил добар па се родил како господар. Некои пак станале војни пленици во војните и бидејќи се војни пленици станале робови, без да бидат виновни за тоа. Не е фер овој свет. Да, некои се раѓаат во сиромашни семејства, некои се раѓаат таму каде што има војна. Некои се раѓаат во места каде што има многу глад и умираат бебиња. Некои се раѓаат во семејства каде што им се обезбедени сите услови. Не е фер, навистина, не е фер така, погледнало од човечка перспектива. Неправеден е животот. И како се менува таа реалност? Не се менува реалност. Таква си е. Никогаш, за тоа ќе зборим малку понатаму, христијанството не е негирало таа реалност и не се обидувало да ја смени реалноста. Не е тоа целта на црквата. Не е тоа целта на Христос. Христос доаѓа во свет во кој што неговите по етнос, да кажеме, се поробени од една империја. Дури го прашуваат за данокот, дали треба да плаќат на поробувачите. Исус вели, јас сум од друго царство. Ова царство не ме интересира. Земјата не ме интересира мене. Нефер третманот на земјата не ме интересира. Неправдата не ме интересира. Тоа не е работа на Евангелието. Не е работа на Христос. Не е работа на црквата. Знаете ли кој во историјата? Црквата не се обидувала да ги променува тие реалности. Евангелието не е тема тоа на Евангелието. Први кои почнуваат да работат на таа, да го направиме светот фер и праведно општество, се оние кои велат, ќе го тргнеме Бог од сликата, зашто Бог е виновен за таквата слика. Религијата е виновна. Кога ќе го тргнеме Бог од сликата, тогаш ние ќе направиме фер и праведно општество, во кој сите ќе бидеме еднакви. И така го тргна оној единствениот, кој носи надеж во ова нефер и неправедно општество. И што направија? Го тргнаа Бог, рекоа ќе го тргнеме Бог, зашто Бог е опиум, ги лаже луѓето, религијата ги лаже луѓето. Ние ќе градиме хумано, човечко општество, кој сите ќе бидат фер, праведно третирани. И знаете што се случи, бидејќи сите ние, секој човек е корумпиран внатре. Внатре е злото на човекот. Внатре е проблемот на човекот. Тие кои што го тргнаа Бог, религијата, црквата, господарите, самите потоа станаа господари. И почнаа самите да управуваат со другите. И да приграбуваат, да имат повеќе од другите. Овој свет е свет во кој што живеат луѓето со својата падната природа. И дури како христијани, ние живееме со својата падната природа. И ние како христијани си живееме секој за себе. Тоа е вградено, вродено во нас. И колку да се стремиме ние да направиме од овој свет рај, праведно општество, нема да успееме. Едноставно нема да успееме. И велат, ама ако станат сите христијани, тогаш нема да има неправда. Не е точно. И сите да станат христијани, пак ќе има неправда. Зашто во нас е злото. И како христијани, и како спасени луѓе, ние остануваме грешници, спасени грешници. Пак секој ќе си плаче на својот гроб. И кога ќе оди на гробишта, нема да седа на секој гроб и да плаче, туку оно што му е блискиот. Зашто тоа е нашето ограничување овдека на земјата. Не може да има овдека праведно општество. Затоа Евангелието не се труди воопшто да го смени овој свет. Обштествено, социјално, во тој поглед. Човекот на човек е волк. Тоа е вистината за овој свет. И се останува така. И во тој свет човек на човек волк, и како христијани, оно што е посилен, со по-така волчи, ќе доминира над другите. Тоа е вистината. На небото
има правда. Божјото царство е царство на правдата. И понатаму, самата тенденција, така да кажеме, да бараме фер однос, да покажуваме кон Бог некои претензии, е не фер од наша страна. Знаете зашто? Зашто ако бараме фер третман, сите треба да сме во пеколот. Сите треба да сме во пеколот. Јас требаше веќе да сум во пеколот. Ништо да немам во. Не да барам фер третман. Не да се бунам пред Бог зошто тој има повеќе од мене. Зошто така ми прават луѓето. Зашто јас тоа заслужувам. Грешен сум. Во бунт сум против Бог. Самото мое барање од Бог да имам добар третман е бунт против Бог. Не сум задоволен од тоа што го имам. Му велам, Господи, ти не ми даваш доволно. Ти си ме поставил во ситуација во која другите не ме ценат. И тоа веќе бунт против Бог. Библијата никаде не вели биде незадоволен од ситуацијата во која си. Не, што вели Библијата? Благодарен во се. Зошто благодарен? Зошто се и она најмалкото што го имаш, дури ако можеш само да станеш, дури ако можеш само вода да се напиеш, е пак подарок од Бог. Благодат е. Затоа, секоја ситуација е можност, треба да му благодариме на Бог. Ситуацијата во која ние се жалиме за нешто, ние всушност објавуваме бунт против Бог и велиме, не сум третиран праведно, како што треба. Бог не ме третира праведно. Бог не е добар. Сите заслужуваме само гнев од Бог, бидејќи ние самите сме бунтовни. Затоа, секое земно добро кое го уживаме не е затоа што го заслужуваме или имаме право на него. Тоа доаѓа само поради Божјата незаслужена благодат. И што им пишува Павле на овие робови? Што всушност Павле бара од тие робови? Што им дава Павле на робовите? Евангелие. Евангелие им дава. Зашто Евангелието дава нешто многу повеќе од земната правда, многу повеќе од земниот фер третман, многу повеќе од тоа да бидеш слободен на земјата. Да, во тоа време и Павле користите роб и слободен. Тие се слободни, а другите се роби, господарите се слободни. Знаете, ние не ја разбираме вистинската слобода. Не знаеме што е слобода. За нас е слобода ако за детето е слобода, кога веќе родителите нема да го контролират, нема да му кажуваат, нема да го прашуваат дали учел денес, дали си научил. Не. Тоа е слободата. Кога ќе станат потоа поголеми, бараат друг вид слобода. Бараат во општеството реализација. Бараат од шефот, од работата. Не е тоа слобода. Знаете, дека Евангелието носело вистинско чувство за слобода и се чувствувале тие луѓе повеќе слободно од тие што се на слобода, дури кога биле во затворите со глувци, бидејќи го имале Христос таму. Тоа дава Евангелието. Тоа дава Евангелието носи вистинска слобода во срцето. Тие што биле оковани под јарем, и Павле им вели, под јарем сте вие, да, меѓутоа во Христос имате вистинската слобода. Сакате рамноправност вие со господарите? Па еве, дури да сте рамноправни тука на земјата со нив. Ако го немате Христос, отидовте во пеколот. Ке заврши овој живот на рамноправност на земјата. Но као одиш понатаму? Во Христос, не поради фер третманот на Бог, туку поради нефер третман во смисла на благодат. Бог беше нефер кон себе си. Христос беше нефер кон себе си. Кога умре за грешниците, за нас по благодат. И што направи? Во Евангелието ги направи сите рамноправни. Сите еднакви. Пред крстот. И во Христос робот е како господарот. Што вели Павле? Нема роб, нема слободен.
сите се едно. Кон каква еднаквост ние се стремиме? Еднаквост пред Бог или еднаквост пред луѓето? Вистинската еднаквост ја имаат само оние кои се во Христос. И таа многу позначена. Им вели, вие што сте под јарем, тоа вели Евангелието, вие што сте под јарем, вие кои сте обесправени тука на земјата, вие сте обични алати во раците на господарите. Вие сте како лопатата и другиот алат. Во Христос знаете што сте? Органи на неговото тело. Органи на Христовото тело. Тоа е многу повеќе од тоа што го имате на земјата. Вие сте тука робови под јарем на господарите, во Христос сте слободни во Божјото царство. Имате наследство на небото, кој е целата вечност. Може ли дури да го смениме овој свет и да го направиме праведен? А знаете, навистина тоа се случува со христијанството. Велат социолозите, историчарите дека тоа револтетовско општество е неправедно, преминува во некој поправедно, така да кажем, феодално општество. Меѓутоа селаните, закрепостените кои живеат на имотите на феодалците, одат во пеколот ако не поверуваат во Христос. И каква е ползата од поправедното општество, ако го немаат Евангелието на крајот на краиштата? И затоа, велам, никада нема да најдете во Словото повик кон бунт. Павле, на тие робови кои били стварно во неправедна состојба, не им вели, знаете што, сега вие треба синдикатки си организирате. Или, јас сум писмен човек, го знам римското право, можам да пратам писмо до Сенатот, во кој ќе барам подобри услови за работа. Ќе барам повеќе права за вас, здравствена заштита или не знам што. Ништо од сето тоа Павле не пишува. Нити било кој, нити Христос збори за сето тоа. Мислете ги блаженствата. Кој од блаженствата поттикнува нешто на земјата како промена, како повикувана револуција? Сите блаженства се духовни. Блажни се оние кои што, нели, ги знаете, имаат во себе поинаква природа од она што е во овој свет. Навистина се создава една мешавина во латинскиот свет кој е исклучно религиозен, така да кажеме католички, но во исто време исклучително обесправен. И кога доаѓа таму Евангелието, тие почнуваат да го поврзуваат Христос како еден комунистички водач и црквата, и така градат една теологија на ослободувањето, која воопшто не е идејата на Христос. И се некој каже, добро, нели треба да се бориме за повеќе права и така натаму? Ако мислиш дека можеш да се бориш, да бидеш граѓански активист, во ред, прави го тоа. Меѓутоа, тоа не е задача на црквата. Тоа не е задача на христијанството. Тоа е работа на граѓански организации. Но не на црквата. Немојте да поттикнувате црквата или да обвинувате црквата зашто таа не се меша во тие цели на граѓанските организации. Како граѓански активист прави го. Црквата го проповеда Евангелието, нуди нешто многу повеќе од тоа што граѓанските активисти сакаат, но никако не успеваат да го постигнат. И нема да го постигнат на земјата, никогаш. И на крајот на краиштата, што е подобро? Да му понеш Евангелие на некого или да се бориш за неговите граѓански права? Како христијани јас прашувам, што е поважно за човекот? Дали да биде граѓански активист, што не е лошо, или да биде проповедник на Словото? Од што има повеќе полза човекот? Оно што е во робски однос. Тоа е целта на Евангелието. Да ја покаже вистинската насока. И од тука пак и кажа, никогаш христијанството не се обидувало, како последици имало подобрување однос, никогаш не било целта да се подобрува општеството како општество, граѓанскиот свет. Не.
Дури реформацијата, сум го читал тоа, ние сме протестанти и тоа значи дека треба да протестираме. И сега ние како протестанти треба да протестираме против општеството. Никош тоа не било цел на протестантизмот. Протестантизмот протестира против корупцијата на црквата, против лажната доктрина. Протестантизмот, реформацијата е, да, свртен кон човекот, но да ги добија како свештенството, оние права кои свештенството му го краде на обичниот човек, да има врска со Бог, да има врска со Евангелието, да има можност за општене со Бог. Тоа е прави, тоа е бунтот, тоа е протестот на црквата, на реформацијата. Човекот да биде вратен кај Бог и тргнати сите оние кои пречат на сето тоа. Зашто пак ќе кажем, и рај да направиме овдека на земјата. Пак луѓето ќе бараат причина да се представат за жртва, ќе барат вина кај другиот. Зошто? Зашто во него е проблемот. Па дури Евангелието кој еве кај овие луѓе задоволува таа основна потреба за слобода внатре во човекот, не ги менува пак околностите. Не става крај на неправдите. Денес е популарна таа теологија. Прифати го Евангелието и од тука натаму секи ти оде сега успешно. Ти ќе станеш богат, ќе возиш, има некакви маркери за престиж. Значи, што е сега престиж? Не знам, во Америка, не знам, може би Rolls-Royce да возиш. И тоа е целта, ти како христијанин, тоа да го добиш. Во Македонија не знам каква кола. И сега ти кажеш такво, представете си го Павле и проповеда на робовите, вие кои ќе станат, поверувате, кои ќе станете христијани, сега вие ќе имате повеќе од вашите господари. Едноставно е глупаво тоа да се збори на еден роб во древноста, да му се даде, да му се понуди просперитетна теологија. Еден роб кој нема работно време, кој некој пат 24 часа треба да работи. И е тепан згоре на тоа. И Павле сега му вели, поверувај, ќе виш како ќе ти смени животот. Сега ти ќе станеш господар и ќе имаш 30 роба и ти ќе ги тепаш. Мислам, глупости. Одете во некоја текстилна работничка што зема минимална плата и работи прековремено во Струмица или во Штип и кажеш сега Христос поверуј, ти ќе имаш Мерцедес. Нечесно е така да ги лажеме луѓето. Зашто тие луѓе на кои што Павле им пишува, тие робови, кога поверувале, ништо не се сменило во нивниот живот. Си останале робови. Останале да црнчат на имотите на господарите. И затоа Павле воопшто не се обидува да ја смене реалноста. Го нуди само она вистинското, духовното. Вие во Христос ќе добиете нешто многу повеќе од она што може да ви го даде било какво земно друго учење или било каква слобода. Тие дури, гледаме дека им се влошила ситуацијата. Некои од луѓето од робовите кои поверувале, продолжиле да работат кај неправедни, безбожни господари. И што мислите, кога станале робови, тие безбожни господари се рекле, кога робовите станале христијани, господарите кажале, се овие се христијани, добри луѓе, се аз ќе ги толерирам повеќе и ќе се однесам подобро. Не, јас верувам дека спротивното се случило. Вие сега сте христијани, вие учите така љубов, дека треба да ги љубите непријателите. Сега треба да видам какви христијани. Сега ако се пожалите. Какви христијани сте. Така обично ли реагира светот кон тие луѓе. Не. И дури им пишува, нели, уште повеќе да ги почитуваат бруталните господари. Павле не нуди како она што е денес, оние техники за самопомош. Не. И затоа треба да внимаваме кога го проповедаме Евангелието, на луѓето да не им ветуваме тука на земјата нешто што воопшто не го ветува Евангелието. Што многу денес христијани, експерти за самопомош, го злоупотребуваат Евангелието. Зошто? За да привлекуваат луѓе кон себе
и самите потоа да се величат. Никада Павле не им кажува ќе ви стане животот подобар, веќе нема да сте робови. Не, дури напротив, ќе треба сега и уште повеќе да работите, иако сте робови. Не. Верата во Христос не е гаранција дека нема да пострадаме. Не, верата во Христос е гаранција дека ние сме Негови и што и се случува е најдобрата Негова воља за нас. И на крајот на краиштата нам ни е обезбедено вечниот живот со Него во Божјото царство, каде што е совршената правда. Таму ќе има правда, царство на правда. Представете си ги хероите на верата, не, во Евреите 11 глава. Што поднесоа тие луѓе, бидејќи веруваа, заради верата го поднесоа сето тоа. Пишува, поднесо подигрување, камшикување, окови, затвор, со камења беа обивани, со пила сечени, на искушенија подложувани, умираа обивани со меч, скитаа во овчи, кози и кожи, во сиромаштие, во маке, во срам, тие за кои светот беше недостоен, скитаа по пустини, по ридови, по пештери, јами во земјата. И сите тие, иако примија следоштво преку верата, не го добија ветеното. И ни се што поминаа, зашто не со своите очи, со верата го гледаа небесниот град, Божјото царство, и не го видоа на земјата. На земјата е само ова го видоа, само и работи. Ништо добро не видоа, но таму го добија ветеното. Никаде не ни ветува Евангелието дека тука на земјата ќе го видиме она во што веруваме. И во тој контекст и Павле им пишува на тие луѓе. Они кои се наоѓаат под јарам. А прво вели за тие господари кои не веруваат. Уште повеќе ќе им работат, уште повеќе ќе ги ценат. А за оние пак, тука сум го пропуштил, они кои поверувале. Имало и робови кои чисто господари па поверувале. И сега Павле вели, немојте да го злоупотребите тоа. И да се каже сега мојот господар е христијанин и сега ќе барам подруг третман од него. Нема да ќе треба, ако другите робови, ако има робови кои не се христијани, од нив ќе бара повеќе да работат, а мене така ќе ме толерира некако. Никако вели да не го користите тоа за ваша полза. Сега го нема стихот, но нели го прочитавме. Ај, добро, таа ситуација ќе ја сватиме, бидејќи Павле вели, ти сега работиш за некој кој е достоен, тој веќе е Христов. И се цени го тоа што имаш христијани, тој е твој брат во верата. Ама оние другите кои останале неверни, пагани, не поверувале во Христос, и Павле вели, не, ќе ги почитувате. Ги сметате за достојно за секаква почит. Ставете се вие од таа ситуација, роб сте, имате неправеден господар. И Павле ти пише, сега си христијан, сметај го, за секаква почит. Ама Павле, ти знаеш како ме малтретира тој човек. Колку ми дава, и сега кога станам христијан, уште повеќе ме гњава и ме малтретира. Уште повеќе ме мачи. По цел ден да работам. И Павле вели, Евангелието е убиецот на егото. Што вели? Кој е првата и основна заповед? Сакај го Бог со сето свое срце, душа, тело, сила. И ближниот како себе си. Тоа тој принцип. Знаете зашто ние сме жртви се и се гледаме себе си како жртви? Зашто не е како што велат учителите на самопомош, ти треба да учиш да се сакаш себе си. Не, бидејќи јас се сакам повеќе од другите, јас се препознам секојаш како жртва. Не го препознам другиот како жртва, колку и неправедно да го третирам. Јас ке се почувствам како жртва и на најмал неправеден третман, зашто се сакам себе си, зашто сум фокусиран кон себе си, зашто егото во мене е силно. Павле вели, Евангелието не учи. Христос дојде, претрпе нефер третман од луѓето. Се откаже од своите права Христос на крстот. Бидејќи поважно од се е Божјата слава. Многу поважно од твоето жалење дали си фер или не фер третиран, од неправдата и тажењето
е Божјото име и Божјата слава. Тоа е многу поважно од се. И Павле тоа вели. Да, тие се неправедни, да, така е. Меѓутоа, многу поважно од тоа, дали вие сте задоволни од вашите господари, е славата што треба да ја принесете на Бог. Тоа е поважно од моето его, тоа е поважно од мојата благосостојба тука, тоа е поважно од се друго. Од моите трауми е поважно. Колку Бог е прославен во мојот живот. Зашто како христијанин тоа е нашата цел. И тоа носи вистинско, тоа е она задоволеност за која зборав минатиот пат, исполнетост. Сушност не, јас веќе ги помешав. Може би следниот пат ќе биде. Да. Од тука натаму, сушност целата 6 глава, скоро целата, е таа темата. Вистинското богатство, вистинската исполнетост, вистинскиот фокус, споредбата земниот и небесниот свет, временото и вечното. Тоа се и ние кога се жалиме, така бидејќи ни целосно сме свртени кон себе си, земното, ова овдека. И забораваме која е вистинската вредност и кој е нашиот фокус и вистинската перспектива. Не временото, туку вечното. Сврти се кон вечното. Да. За да не се хули името Божие. Вие така ќе работите сега, бидејќи сте христијани и на тие нечестни господари. Така ќе работите. Што они ќе го видат Христос во вас, неговата љубов ќе ја видат во вас и ќе речат, овие навистина се христијани. Да се прослави на крајот Христовот. Учењето, Евангелието за спасение по благодат, да се потврди во вашиот живот. Да се види дека вие навистина сте поверували. Дека навистина вие не се интересирате за овој живот, туку сте спремни се да истрпите, за да го прославите Бог во кого имате вечност и ви припаѓа вечноста. Самиот Христос ќе кажува суштината на следењето како наш спасител. Која е нашата суштина да го следиме? Кога во Лука вели, ако некој сака да оди по мене, нека го земе својот крст, се одрече, нека земе крст и секој ден нека ме следи. Знаете ли, крстот не е некаква така, некаква иритација со која треба да живееме. Не, крстот е умирање. Место на страшна смрт, страшно умирање. Крстот да си го земе, да умира. Секој ден да умира за себе. Зашто ние денес живееме. И ова е многу важно. И така завршува нели текстот. Ова е многу важно. Во овој свет во кој живееме, во кој пропагира љубов кон себе си, вреднување на себе си, колку ние сме добри, како и дека треба да се повторуваме. Ако ние не се го повторуваме тоа секој ден, ако ние сами не се вреднуваме, другите нема да не вреднуваат. Тоа е филозофијата. Еден социолог, кој дури атеистички, забележува во каков свет живееме. Секој најмногу се сака себе си и сака другите да го сакаат него, повеќе дури и од тоа што тој се сака себе си. Ние се сакаме себе си и очекуваме другите да не сакаат дури и повеќе од колку што се сакаме себе. Во таков свет сме обкружени. Затоа ние секојдневно, и Павле вели, така поучувај и така советувај. Постојано тоа говори го. Дека треба да умираш за себе си, да живееш за другиот. Гледаш на твојот Господар како на поважен од себе си. А најважно од се е Христовата слава. И така се однесуваш како христијан. И ако така гледаме на животот, тогаш нема да го има синдромот жртва. Се јас сум жртва. Се јас сум безправен. Зошто? Зашто само гледам на себе си. Кога гледаме на Бог, него да го прославиме, кога гледаме на другиот како на потребите на важен, тогаш се решава и тој проблем. Неопходно е тоа подсетување, поучување, за да се спротивставиме на тоа измамливо его во нас, кој секојаш бара начини за самооправдување или само
Така, само оправдување на своите постапки. Знаете ли, односот или нашиот став, јас сум жртва, не сум одговорен, не сум соодветно третиран, тоа е непочитување на Божјата слава. Неблагодарност кон Бог. И овие стихови што ги читаме, не конфронтираат со таа љубов кон себе, која секогаш е над љубовта кон другите, па, нели, особено непријателите. Напротив, овие стихови треба да не подсети дека љубовта кон другите, па дури непријателите, треба да биде поголема од тоа кон самите нас. И тоа е едно радикално следење на Христос, кој ги остави наста на своите права, за да не спаси од она што заслужуваме, од пеколот, од Божиот суд. Затоа треба да се бориме, да не бидеме поразени од злото, туку да го победуваме тоа злото со доброто. Како што Павле им пишува пак на римјаните. Победувај го злото со добро. Слаби сме сите. Тоа што го прочитав денес, не го прочитав за да се исмевам, туку самиот се препознам. Сите се препознаваме во сето тоа. Зашто сите го имаме истиот проблем. Може би не јавно, но сите се ставаме во ситуација, кажем, колку неправедно ме третираат. Каква жртва сум јас секогаш. А колку јас сум добар кон другите. И како никој не го цени тоа. Има еден, кој секогаш во секоја ситуација постапува по благодат со нас. И тоа е причината да бидеме секогаш благодарни. Благодарете за се на Бог. Не ме годувајте. Амин. Ајде да се молиме.